Време е да го вклучиме нашиот редовен здравствен консултант, доктор Александар Митов, кој што е веројатно еден од најпопуларните консултанти за здравство, кој што оперира, да кажем, во нашата јавност, независно од овие државни инстанции кои расправаат, носат мерки, ни го одредуваат животот, особено во време на корона. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Кога се договаравме за темата која денеска ќе ја разговараме, дојдовме лесно до еден заклучок дека темата за надрилекарството во Македонија е навистина легитимна да ја отвориме малку повеќе за неа да поразговараме, бидејќи некако во општества во кои што, а такви се помалку или повеќе веќе сите општества во светот, во кои што луѓето заради сите овие притисоци на кои што се изложени со овие алармантни здравствени вести, некако се повеќе се подготвени за бајачки наместо за одење на квалитетни здравствени совети и така натаму. Во Македонија темата за надрилекарството и за овој тип на бајачки, за надрилекари, за некакви спектакуларни чаеви, масажи, местења и така натаму е присутна со децении, би рекол, но во оваа целава ситуација како да уште повеќе и заради коронава луѓето спасот го бараат во некаква паралелна медицина, особено со ширењето на интернетот, тоа веќе стана и јас имам стручњаци од пријатели кои што немаат врска со медицината, но кои што во секој момент знаат да дадат некаков квалитетен стручен совет за тоа што треба да се прави со здравјето. Што ги прави толку привлечни овие надрилекарски, да кажем, иницијативи кои што за кои што слушаме дека по разни села и градови, провинции, па и во Скопје се чекаат редови пред нивните, не знам дали можам да ги кажам ординации, ама де факто се претвораат во тоа. Што е причината заради која се тие паралелни здравствени во наводници работници толку популарни? Да, знаете како, има тука една доза на тоа што се нарекува мистично околу сета таа надрилекарство, кое што секогаш било привлечно на луѓето и до толку повеќе во оваа ситуација го прави тоа. Значи, таа една привлечност кон мистичноста тука се некако се меша со здравствените придобивки и за жал многу пати на штета на пациентот. Другото кое што придонесува за нив е кога има многу, да речеме, проблематични информации, недоверливи информации, нејасни, контрадикторни, како што е, например, со современата пандемија. Оти, знаете, јавноста беше сведок на тоа како ќе се каже прво едно, па после ќе се каже друго, па потоа ќе дојдеме до трет заклучок. И сето тоа наместо да создаде едно сваќање дека таков е научниот процес, дека така оди сваќањето на нештата, многу пати и преку грешки, наместо тоа се дојде до еден ефект на недоверба дополнителна и тоа уште повеќе како да ги сврти луѓето. Трето, постои една генерална јасна поврзаност помеѓу нивото на едукација и здравјето. Јас кога го слушав тоа како предмет, како студент, ми беше на почетокот прво нејасно. Зошто би степенот на едукација, зошто би бил директно поврзан со тоа колку е здрав еден човек. Некако не може веднаш да ја видам логиката. Меѓутоа, една од работите е токму и ова. Колку повеќе луѓе се едуцирани, толку по-тешко е да паднат како жртва на вакви надрилекарски, за жал многу проширени пракси. Голем проблем е тоа што дури веќе и кај помладата популација, релативно добро едуцирана, овој тип на теории некако се пробива. Например, вие ако земете да ги видите степенот на вакцинирање од така наречените проблематични вакцини, или сега тие не се актуелни, сега вакцините за корона се актуелни. Меѓутоа ќе видите дека во општина Центар во Скопје имате извонредно ниско ниво на вакцинираност со тие вакцини за кои што наводно има некакви ризици. Говориме за вакцини за овие редовни вируси, грипови и така натаму, кои што сега се опаднати заради короната
Гледам дека заразноста им е 95% отпадната, веројатно и заради овие маски што ги носиме, но се уште луѓето сакаат да консултираат надрилекарски совети. Има веројатно некаква тенка граница до кога е тоа, да кажем, малку и забавно, малку и релаксирачко и така натаму, но кога ќе се помине некаква граница, веројатно станува и опасно. Каде е таа граница? Каде вие ја дефинирате таа граница? Ова е главната поента која што ја кажавте, заради тоа што ајде додека е некаква забава, додека е како читање на ниво на читање хороскоп, па ајде да видиме оваа трева што прави или било кој друг начин, не знам, на алтернативно делување XY. И до тој момент додека е вака информативно, читаме на портали, забавно е, до тој момент да речеме дека има некаква прифатливост. Меѓутоа, реалниот проблем е токму тоа што го нагласивте, бидејќи има луѓе со сериозни здравствени проблеми, кои што го бараат спасот, го бараат чарето во такви работи и за жал завршиле со многу полошо здравје отколку им било здравјето кога пристапиле кон тие личности или кон тие методи. И јас, знаете како, особено кога е многу тешка болеста, има тука една непријатна комбинација од голем страв и надеж. И кога се присутни, тие двете се запалливи материи кога се заедно присутни една со друга. Огромниот страв или очај дури, кога ќе се комбинира со голема надеж, се ствара идеалната почва за манипулација. И затоа лекарите поднесуваат заклетва. Заради тоа што, без разлика дали тој човек пристапил кон лекар или пристапил кон надрилекар, во секој случај тој човек е ранлив. Значи, тој човек може да биде манипулиран и од некој со диплома и од некој без диплома. И тука е моментот на давањето заклетвот и самосвесноста на еден човек може, како лекар, да го огради од тоа да не го злоупотреби тој човек кој што дошол кај него, кој што практично е избезумен од ситуацијата во која што се наоѓа и му е намален капацитетот да расудува така како што би расудувал вообичаено надвор од таа состојба во која што се наоѓа. И тука е моментот кога станува штетно, кога станува опасно. Знаете како јас многу пати, например, кога разговарам и со пациенти со малигни болести, често пати кај нив советот е доволен во правец да не дозволите да одат во овие лавиринти, да ги, да речеме, охрабрите и да им кажете дека официјалната медицина е местото кај што треба да бидат, во ред е да се погрижат и за исхраната, и за физичката активност, и за некои витамини, суплементи, на кои што медицината не посветува толку големо влијание, иако има наука за тоа. Меѓутоа, да ги заштитите луѓето во тој момент да тргнат по разноразни, не знам, нарачуваат напивки од Бања Лука, нарачуваат парафин од Албанија. Знаете како е, тоа е човек кој што не се соочил со таа ситуација, не е свесен дека постои цел еден црн пазар кој што е извонредно раширен и функционален, на разноразни од XY места од цел Балкан луѓето купуваат различни работи. Од Русија носат отров од ова, од она, од Куба. Не дај Боже човек да влезе во тие лавиринти, а јас сум бил сведок и на луѓе кои што сериозно се го нарушиле здравјето на тој начин. Тука е тој момент кога веќе не е само забавно, туку човек посегнува по работи кои што драматично може да му го влошат здравјето повеќе отколку претходно. Да, играњето со стравовите и надежите е позната алатка во политиката, бидејќи се тоа најмоćните две страсти, а и двете се врзани за емотивен однос, а не за рационален однос и ги знаеме понекогаш трагичните последици кога политиката се игра со тоа на општествено ниво, но на здравствени ниво се работи за поединечни судбини. Впрочем, некни читав една вест за за роговите на носорозите кои што се во суштина по состав исти како и ноктите кај луѓето. Меѓутоа во целиот азиски свет за нив се припишуваат такви фантазмагории дека помагаат од лечење на болести до лечење на потенција кај мажите и така натаму и ги истребивме носорозите заради тој тип на надрилекарства. Доктор Митов, какви се алатките што стојат на располагање за, ајде да не кажам за борба, можеби повеќе за
освестување за рационализирање на тој процес кога се надри лекарите во прашање. Бидејќи тука претпоставам дека официјалната медицина има своја улога, но има улога и цела една индустрија на медиуми кои што денеска сигурно веста со која што ќе се каже дека чајот од не знам што помага за лечење на не знам која катастрофална болест, повеќе ќе биде прочитано отколку ова што вие ќе го кажете, да речеме, за не знам корисноста на кој што и каква здрава исхрана во однос на здравје. Апсолутно, тука сте во право. И проблемот е доста широк и доста голем по опфат. И според мене треба да се работи генерално во две димензии. Првата ја очекувате таа што ќе ја кажеме, нивото на едукација, значи здравствена едукација. Нагласувам конкретно кон здравствената едукација. И тука никогаш нема доста. Тука практично не можеме да речеме дека сме завршиле со здравствената едукација, а и што има нови генерации постојано, туку едноставно медицината толку оди напред што сите теоретски невозможно, нели, да ги научите сите луѓе на се моментално актуелно во медицината, веќе за еден месец вие ќе имате новини кои што ќе треба да продолжите да ги едуцирате. Така што првиот момент извонредно битен е здравствена едукација на национално ниво. Второто нешто кое што е важно, а малку да речеме повеќе недостасува во однос на првото, се современи регулативи. Знаете како, ретко која регулатива третира тоа што се објавува на интернет и порталите. Значи не зборувам за цензура. Мора да се повлече линија каде се нарушува општото добро и каде се нарушува конкретното добро на поединецот, на пациентот. Оти тука имате проблем од економија, ако се повикам, на така наречена асиметрична информација или асиметрична информираност. И вие мора да помогнете на некој начин преку разни алатки и регулативи да го донесете пациентот во ситуација да не биде толку асиметрично информиран. За да може да биде така, вие мора да го регулирате тој кој што претендира да информира. Односно, сега тоа веќе се порталите. И знаете како, во таа навала по кликови, тие така наречени clickbaits на англиски, нели, или како што го спомнавте вие, колку повеќе кликаат, така се создава поголем сообраќај интернет, и тоа де факто за самата веб страна значи пари. Нека прават врз основа на не знам какви сензационални вести за пејачки, оваа се разголела, оној се разголел или такви информации, па нека кликаат луѓето, нема проблем. Меѓутоа, кликање врз основа и привлекување на луѓе врз основа на тоа дека да се прогласи лек на таа и на таа болест, а да нема научна основа врз тоа мора да се најде начин да се регулира. Бидејќи не може да се остави на свеста и на саморегулација. Има ли некој ниво на компромис помеѓу надрилекарството и официјалната медицина? Претпоставувам дека во здравствените модели во светот и за тоа се предвидени одредени мерки за каде се наоѓа таа линија на компромис помеѓу тоа што е официјална медицина и она што би ви го препорачале во некој село во близина на Струмица или Тетово. Да, има. Знаете како, тоа во светот културно се нарекува комплементарна и алтернативна медицина. Кога ќе се донесат под еден чадор и официјалната и различните видови на традиционални медицини. Меѓутоа, сепак тука е под надзор на лекари. Например, вие позната на Германија по тоа. Германија е прва во светот по однос на таа интеграција на така наречената алтернативна медицина и современите пристапи во медицината. Дури и официјалните протоколи прифаќаат и учат делови од нешто што порано било алтернативна или традиционална медицина, го прифаќаат и го привлекуваат во официјалната медицина. Конкретен пример ќе дадам, кантарионот, кој што нели кај нас го знаеме како чајот од кантарион, иако може и како суплементи, како масло и така натаму. Тоа е прва линија на терапија за лесни форми на депресија во Германија. Значи, таму официјалната медицина сосема прифаќа дека постојат делови кои што спаѓаат во така наречената фитотерапија или фитомедицина и кои што може целосно да бидат признаени и официјално вклучени. И јас сум за таков модел. Значи, не да се одсече и целосно да се отфрли тој дел од медицината, сепак на еден начин да речеме тука може да дојдат корисни работи. Меѓутоа, тоа да биде под будно око на службите во државата, на институциите. Морам да ви кажам дека
Да, морам да ви кажам дека неодамна еден наш колега овдека во екипата на утрински брифинг имаше напад на болки на бубрек. Медицината вели дека тие напади се можеби едни од најболните, како да кажам. Човекот навистина го реши проблемот со пиење на чај кој што не е официјален дел од медицината, за кој што тврди дека со еден-два третмани во 2 последователни денови болките му престанале. Сепак, доктор Митов, за да можеме да приведеме до крај, бидејќи оваа расправа за парамедицината и за надрелекарството може да трае со денови, веројатно се темели целата таа појава, целиот тој феномен и на она што се вика доверба во здравствениот систем. Ако вие имате скандал, не барам вие да го коментирате, само констатирам дека директор на болница имал нелегална ординација во својот стан, која by the way, меѓу другото, е констатирана и тој се уште е директор на болница, веројатно луѓето си викаат, па види сега, како ја да верувам на здравствениот систем, кога самиот здравствен систем прави компромиси со своите стандарди, кои што се за секоја нормална земја неприфатливи. Значи, таа врска помеѓу официјалната медицина и здравствениот систем и верувањата на луѓето е веројатно тесна. Тука, знаете, аргументот што го кажавте е толку силен, кој што делува, да речеме, било кој да проба да контрира на овој аргумент, во основа треба да е нечесен. Оти не може да е доволно глуп за да не ја види силината на овој аргумент. Сега, знаете, јас кога ќе дојде некоја тема што ми е ефтен до срце, не можам да преќутам. Така што и за ова е тоа. И јас за тоа лично многу се вознемирувам. Зошто? Заради тоа што тука сите се жртви. За да се заштити некои поединци, да се заштита, тука е жртва цела лекарска фела. Бидејќи цела лекарска фела губи доверба сега. Крај. Значи, довербата ако се градела, не знам, години, 2, 10 децении, без разлика, на еден случај ваков, и 2, 3, за жал можем 5 да се сетам во последните 5 години, нема доверба. Крај. Се фрла низ прозор тоа. И за довербата зборувам. Така што сакам да речам дека ако здравствениот систем не пази на себе, ако лекарската комора не пази на себе, не држи до себе и до светоста на медицинската професија, не можеме да бараме од луѓето да имаат доверба во здравствен систем, да има почит кон лекарите, да нема утре, иако не оправдувам насилство од ниедна форма, ама ќе ги има, бидејќи луѓето кога ќе дојдат набиени со таква негативна енергија, гледале на телевизија, слушале со право, значи, еве, за овој конкретен случај, фала му на Бога, јас го читав вчера извештајот, чудо е како преживеала пациентката. Фала му на Бога што преживеала, зашто тоа било извонредно драматична ситуација таму. И во таа една слика не може да има доверба и тоа треба сите лекари да го сватат. Значи, за да може да има генерално почит кон здравството, мора прво самите ние да си ја почитуваме професијата, самите ние да си ги почитуваме правилата и законите на праксата, на занаето што се вели, за да може после иста таква доверба и почит да дојде од околу. И жалам што на ваков начин се третираат работи, иако го сметам, овој случај не го сметам за затворен, и мислам дека треба да има разврска. Да, случајот не е затворен, ама ќе беше добар почеток односниот господин кој што е директор на болница веднаш да си поднесе со оставка или да биде натеран да си поднесе оставка. И за него ќе беше подобро. Па се разбира, па макар и додека траат истрагите, па можеби на крај ќе се заклучи виновен, невиновен, тоа е веќе. Чудо е кај нас како не сваќаат од колку се плашат од тоа превремена суспензија. Значи, ако или за политичар, или за лекар, или за било што, ако едноставно се покрене сомнеш за било што, почесто е човек да каже чекајте момент. Јас самиот истапувам, нек се утврди што ќе се утврди, па од кој ќе се утврди јасно, ќе видиме во кој правец ќе да работите. Меѓутоа ние кога ќе се фатиме ко слеп за стап за некоја фотелија, функција или не знам што, крај, тоа треба после со шпакла да се одлепува човек. Доктор Митов, благодарам за оваа енергична дискусија денеска. Ви ветувам дека ќе се вратиме на надрелекарството, бидејќи ќе го си го има овдека и ќе си функционира веројатно и во годините што ни престојат. Александар Митов, благодарам.